Здраво на сите и добре дојавте во ново видео. Како што читате од насловот на видеото, го пензионирам Xiaomi-то. Му пројде времето, веќе професионалните денови му отидоа и морам да го сменам. Во моментов снимам со Xiaomi-то. Најпрво сакам да објаснам се што е како е, за да ме сватите. Со што ја се справувам секој ден. Прва работа, некој од вас сигурно го имате видено во огледало Xiaomi-то како светка. Тоа е оваа камера. И јас оваа камера ја купив најискрено и мислам дека има некои 3-4 години. Ја земов прв во Македонија и бев тој што тестираше дали ќе биде вредна оваа камера, се земе дали ќе биде добра. Најискрено не сум бил позадоволен од никоја камера на светов колку што сум од ова Xiaomi. После мене нарача и Боби. Боби ја има истава и може да каже он колку едноставно е задоволен од камерата. Батеријата ден денеска не му се оштети, значи уште ми држи по 2-3 дена. Јас влогам цело време и држи батеријата по 2-3 дена, што е ненормално. Но по некое време има некои мали фаличности и тоа е затоа што ја користам. Не е дека не ја користам. Ја користам, потрошам материјала и се случува. Една работа која што е лоша кај Xiaomi камерата е, може да ги приметите овие две ластичиња овдека. Еден ластик кој што е обвртен околу камерата и сега ќе ви објаснам зашто го правам тоа. Ако ги извадам ластичињата, као во моментов, и пробам да го намонтирам ова, со кое што цело време го користам за да можам да влогам. Едноставно може да врти без престан. Може до утре да го вртам и нема никогаш да се стегне. Тоа е затоа што едноставно просторот за кој што штрафот треба да влезе е малку поголем и не може да стегне до крај. Но и тоа не е до толков проблем, затоа што му ги ставам ластичињава и тие го пополнуваат тој простор кој што фали и пак има опција, има избор како да се поправи тоа. Но работата во последно време која што многу ми смета е се случува да снимам и камерата да не снима звук. Автоматски јас ќе ја уклучам и на некои ненадени моменти едноставно не снима звук. И многу ме кочи за тоа што е некоја многу битна сцена или нешто битно зборувам или нешто баш интересно кој што сакам да го ставам после во влогот и после доаѓам на компјутер и кога прегледам се сваќам дека не снимала тогаш. И најискрено многу ми смета, затоа што пропуштам битни моменти. После 3 години зрцките ги извадив на камерава. Веќе кога пробувам да ја конектирам со Wi-Fi со апликацијата, има опција да се конектира со телефон и ова што го снимам да го гледам со телефон. Wi-Fi апликацијата веќе откажа, едноставно кога пробувам да се конектира, failed ми вика цело време. Време е да ја пензионирам. Подолго време работев и собирав пари за да можам да купам исто така професионална камера. Значи оваа ја сметам јас за професионална камера, што не чини воопшто. Значи стварно многу ефтина, Xiaomi Yi се вика. Снима 1080, тоа е квалитет, така што ја сметам за професионална. Зашто дадев пари за уште една професионална камера, која што ќе ме служи и сакам најискрено влоговите да имаат што подобар квалитет што можам да си дозволам. Ова е GoPro од фирмата GoPro која што произведува камери и е GoPro Session 5. Така се вика камерата. Наводно снима во 4K, 4K е 4000 резолуција. Ќе ми заврши многу повеќе работа од Xiaomi-то што ми завршува сега. Ова што гледате во моментов е последната снимка што ја гледате со моето драгоцено Xiaomi. Се пензионираш. Тоа е тоа. Има разлика во квалитет. Малку, се надавам. Не. Иако оваа камера е постара и не е исто како оваа во моментов за која што ме гледате, сепак е многу добра камера и сум пробувал да извлечам најдоброто што можам од нејзе. Со тоа што монтирам, колор корекцијата понатаму што ја правам, барем се трудам и може да видите од видеото да извадам максимум што може од камерава. Оваа камера не ја фрлам. Значи, ова е се уште многу добра камера, но ако случајно имам да снимам работи за подвода или таква работа, нема да ризикувам да снимам со оваа во моментов, туку ќе искористам оваа, која што исто така има као упаковка, кейсинг за подвода.
Така да, уживајте понатаму во влоговиве. Ќе направам ако сакате и ревју на оваа камера, што може се да направи. Конкретно знам дека може да снима 4К и може да снима во 60 фрейма, тоа се 60 слики во една секунда, што е многу повеќе. Обичното е 24 слики, ова е 60. Поубаво изгледа. Поубаво изгледа и ако сакам да направам успорена снимка, ќе дава многу поубаво. Така да може понатаму да направам целосно ревју ако ме интересира. Ако не, уживајте во влоговите. Фала многу што гледавте видео и се гледаме утре со ново видео.